Почитувани и драги дами и господа, ова е ретка прилика, олку позитивно да започниме. Вардар, шампиони! Вака, отко се отрезнивме, отко не пуштија апоите за смирвење, заш беше прилично напнат надпревар. Без тронка иронија, цинизам и позитивна критика велам. Вардар се шампиони, честички. Поздрави и честички. Конечно и се случи нешто на Македонија што не е поврзано со политика. Еве ги последните секунди од надпреварот, од прилика сите вака реагиравме. Karabatic, reverse pass now, sees! What a goal! 7 seconds remaining. Ball breaks quickly. Timeout called. Аре пич! Да ви се Абер да се нема ти пијата и све. Па земи, блокирај го, фаулира, нешто направи, така, фаул, ко некои теткици таму, се во деветер. Дај на балет да ве запишиме. Не бе, не ни е судено нас како нација, не ни е судено да сме шампиони во нешто. Бегај се, изнервирав и да ти се проферам. Неколку секунди потоа. Oh my God, the roof put them off this basically score. 7 seconds. Harry Saint-Germain playing a player down. Ајде сега, леле. Готово, шанси немат, готово, е. Стоилов Циндрич. Дујшебаев оди. Дујшебаев, еве го Чупич, гол! И трет пат, гол! Меѓутоа, овој пат за европска титула. Што се деси? Леле! Леле! Победивме! Е! Браво! Браво! Царој, браво! Е! Ајде! И за фудбал да се бериме, и за други спортови. Тошо бројот на македонци во екипата е многу мал и не е некоја фатална работа, така. Титула си е титула, наша си е. Пса, ако гледаш така, и невести од Албанија за по 1000 евра увезвиме. За после тимот на домашен терен да постигнит гол. Важно е пехарот в раце да се држи. Тоа е најважно. Еве, славењето започна уште во самиот авион. Видете. Почитувани дами и господа, капетанот го исклучи знакчето за задолжително врзување на појасите, пушењето е се уште забрането и доколку се затекне некој со запалена цигара, истиот ќе биде приведен при слетувањето напред. Вардар шампион. Познат ви е муабетов, така, Визер. Ги испоштоваја ракометариве со по една карта од Визер на попуст за сите пари. Кузнајте од колку порано имет резервирано. За поевтини карти. Изгледа биле на бајачка, сите колективно, цел тим на Вардари знаеле дека ќе победат. Заш иначе скапо е. Им пропаднат картите од Визер. Убошо им се погоди летот кнап. Одма после победата да имет лет за враќање. Иначе ке требаше да останат во Келнуш 2-3 дена. А ние одма се мобилизиравме во нашата и мила и сакана држава, ги дочекавме кој што треби по сите европски стандарди. Еве. Вардаре, пирин кај ти е, Вардаре, егеј кај ти е, абе тапан и триумфална капија, то нас ни треби. Дали ја осетивте таа тенка нитка на европштина што провеа на импровизираниот паркинг на ЈСП додека тапанот ни ја гмечеше душата? Абе, живи не се изнаигравме орца. Ова требит во устав да се вметнет.
При секоја церемонија од најмал вид, значи најмала ако е успешна, одма орце. Оиш, плаќаш пример за останата сметка за струја и ти викат готово, господине, фала. Одма, Варда, пирим, хајти, епа! Тоа е. Не удри на емоција целава работа, не бевме спремни и од сето брзање фап в фонтана влезе. Градежен пропуст, малер или ненамерна грешка. Камион марка ФАП на само неколку часа пред подготовките за прославата на плоштадот Македонија пропадна во фонтаната пред поставената бина. Цајкан шом загла се фати, значи стварно е фатално. Си рече, како бе, кајош бе, човече. Како не го застанав порано да дуват, да му напишаме на камера. Настанот беше проследен секако и од будното око на експерти за секакви прашања. Пензионери. Еве, очевидците што имаат да кажат. Штета. Можело да биде и полошо. Можело да загинат луѓе. Тоа е најпрво. А друго, и парите отишле. Камионот отишол, а и мостот. Камионот отишол, а и мостот. Да, фонтана, бабо. Тоа прво. Па после парите и мостот. Па треба да внимават, они може да внимават, ама ова е многу народ. Еднашка става едни плочки, па ги вадеа, па става други, па од Босна носеа, не знам од каде тамо. И квалитетот тој е, што го тонеле, што го ставиле. Квалитетот тој е, ама ако се плочки босански, значи по некоја логика би требало да издржат. Шо е фап за босанска плочка? Јој! Од јавното предпријатие улици и патишта и од град Скопје велат дека допрва треба да се утврдуваат штетите, но не кажа кој ќе превземе одговорност. Абе, Заев е крив. Него бенди свит фонтанава, заш ВМРО ја направи и пушти фап во гужвата да ја искрши. Ова недела Заев го преуредви возниот парк на владата. Изгледа фапов, му сметаше в гаража, пошо таму имат Мерцедесот. 500.000 евра. Тоа е отприлика буџетот што го наследија. 500.000 евра Мерцедес и 50 денари за бурек во државната каса. Сега прашањето е, шо со Мерцедесов? Мерцедесот немам намера јас да го водам, ниту имам намера да го дадам на некој од министрите. Ако го продадеме, 585.000 евра е набавната цена, веројатно не можеме повеќе од 400.000 евра да му земеме пари. И ќе изгубиме огромни пари. Веројатно ќе донесеме одлука да го користат само меѓународни делегации кои што ја посетуваат Македонија од највисоко ниво и ќе биде само за нивни потреби. Абе, ние веќе загубивме огромни пари со тоа што го купивме Мерцедесот. И загубивме огромни пари со тоа што Скопје цути во духот на Кнауфот. И вие пред да седнете на жешкото столче, почитуван, велевте дека тоа не е убаво. Граѓаните не го заслужуваат тоа. Срамота, цртичка, греота е. И сега отко седнавте, велите дека е скапо да се продаде Мерцедесот и да се отстранат фасадите. Палаво. Ама ај први денови ми се на работа. Уште сме сите опиени, омаени од животот во Македонија. Добро, друго чаре, освен да се продај Мерцедесот, немат? Имаше идеја да го дадеме на домот на деца без родители, не знам, секаков вид. Но сепак, сериозноста во постапката со државен имот мора да биде сериозно сватена. Да, тоа е перфектен избор, најдобар предлог. Да се дај Мерцедесот на домот со деца без родители. Шо ќе име море Мерцедес. Нив љубов им треби. Љубов, не Мерцедес од 500.000 евра кој е символ на една ера која што заврши. Така? Заврши, нели? Жално е тоа што слушнав информации дека од кога се отвори темата за Мерцедесот, тој е оставен во една гаража, без да биде покриен, па е изгребан од мачки, па е уништен дел од
она што значи не знам каросерија или слично внатрешниот дел. Верувам дека министерот за внатрешни работи ќе ве повика медиумите на показ да го видите во каква состојба го затекнуваме, но намерата е Мерцедесот да служи на Македонија во функција на високите делегации, во кои што меѓу другото ќе се надевам дека ќе создадеме попријатна атмосфера, да бидат уште попријателски настроени кон Македонија во процесот кој што предстои. Абе, ние на гости секогаш на јубото сме им го давале. Мислам дека шом странска делегација ќе седнит во Мерцедесот, одма ќе заборајт на проблемот со името, презимето. Одма ние ќе сме во Европска Унија, во НАТО. Ако е така, тогаш, брат, кажи фала на колегата Груевски за пеналот што ти го намести. Пуцај сега! Ама затоа, например, предлогот да се ури во оградата на владата многу ме бендиса. Многу паметно и практично. И таму се фрлија тон пари за ковано железо, ама никому ништо. Македонскиот народ тоа брзо ќе го заборави. Доволно е само да изгласате, значи, предлог закон на секој 10-ти граѓанин по пола квадрат од оградата да му припадни. То кованото желевце. Какво е за скарица да си направиш? Одма сите ќе сме пресреќни. И мислам дека треби да се отворит малце палатата за народот, владата. Јас дури предлагам внатре да се прат редовни тури, исто ко во Дизниленд. Ви какво е празно по ходници. Еден Мики Маус, како би легнал внатре. Скреновача. Има лево таму, горе на слободно. Затвори ги, се ствараше да ги снимат просторијата. Затвори ги, да видат како е 24/7 да си на работа. Како е, ич не е убаво. Не чинит на фотелја да се заседиш. Не, зато пазете. Значи, дур не сте заседани. То сите доктори го велат. Не било убаво за здравието, а и за Македонија. Зато движење малце, појќе, низ народот. Ај.